Executed to the point where their homes were destroyed. Неговите следбеници беа осудени на разни прогонства. Беа лишени од основните религиски слободи и основните човекови права. Во месецот на Рамазан, имамот во една од нашите џамии, кој и сам го прифати Ахмадијатот, после детално проучување, беше убеден во вистинитоста на Ахмадијатот, така што оџите дојдоа и се обидоа да извршат притисок врз него да го напушти. А тој рече: ако вашето тврдење има било каква логика по основ на Куранот и хадисата, изнесете ми ја и кажете ја. И ако успеете да ме убедите, јас секогаш ќе бидам спремен да го напуштам Ахмадијатот, затоа што и јас покрај се ја барам вистината, така што ја најдов овде и ја прифатив. И наспрема предскажувањата на честниот пратеник на Исламот, Месијата и Махди, дојде така што го прифатив. Ако по основ на Куранот и хадисата докажете дека ова е погрешно, јас секогаш ќе бидам спремен да отстапам од тоа. Но тие нема никакви докази. Не беа спремни да дискутираат на основ на Куранот и хадисата, тие ги имаа оџите и медресите на нивна страна, а дојдоа со мотки и палки, така што едноставно го удираа и убија на лице место. On the spot. Дури во одредени земји беа донесени закони за да им ја укинат слободата и да ги изложат на сурови казни и прогонства заради практицирање и исповест на нивната вера. Живеев во Пакистан некое време и ја видов и почувствував таа напнатост и не бев во можност да ја исповедам својата вера како Ахмади муслиман. Не смеев дури ни да речам ассаламу алекум. Знаете, ова е дел од прогонството и тоа е погрешно. Не мислам дека било кој треба да биде прогонуван заради својата вера. Знак за вистинитоста на таа личност е тоа што и покрај овие одбивања и прогонувања и напракос на обидите на луѓето да го запрат ширењето на таа порака, секој вистински пратеник има помош од Господ и Бог лично ќе се погрижи неговата порака да се прошири во светот. And God himself makes sure that his message will be spread in the world. Сепак, овој силен отпор не успева да го запре напредокот на Ахмадијатот и дури денес расте побрзо од било кога пред тоа. Секој отпор, секој непријателство правеше заедницата да биде се поголема и да расте незиниот дух и побожност. Every opposition, every hostility left the community bigger in size and greater in spirit and spirituality. И покрај сите напори да се запре ширењето на пораката, гледаме дека заедницата и понатаму се шири. Неговата порака стигна до сите краишта на земјата, како што и сам предскажуваше спрема објавата која ја даде. Гледаме дека неговата порака се шири, како прогонствата се зголемуваат, така таа се шири. Колку поголеми се неговите прогонства, толку неговата порака се побрзо се ширеше. И гледаме дека помошта од Аллах доаѓа од неговите следбеници. Spreads and the more we find that the help of Allah is coming to his followers. Сите напори на непријателските фанатици, било тоа да се поединци, групи или влади, скроз пропаѓаа за да го избришат Ахмадијатот од лицето на земјата. Наспрема тоа, Бог стоеше над својот слуга, Хазрети Мирза Гулам Ахмед, и ги исполни сите негови ветувања. И како што беше предскажано, во далечната 1898 година, ја пренесе пораката до сите делови на земјата. Денес Ахмедијската заедница е распространета во преку 182 земји во светот и незиниот број се постепено се зголемува, со цел да го обедини светот со пораката: љубов секому, омрза никому.
Тоа покажува дека пораката не може лесно да се шири. Тешкотиите и тешките времења од секогаш беа тука, не само за време на неговиот живот, туку и за време на халифатот. Секогаш имаше многу искушенија, отпор, многу слогани, многу резолуции. Се тоа се случуваше. Тешки времења сигурно постоеја и сега постојат. И ќе постојат и во иднина, но тоа не значи дека пораката некогаш ќе се запре. Definitely was there and are there and they will be there. But that means that doesn't mean that the message is going to be stopped ever. Во склад со упатствата на Семокниот Бог, Мирза Гулам Ахмед воспостави Ахмедијска муслиманска заедница, да го обнови исламот и да воспостави Божјо единство во светот. Неговата мисија беше да го представи исламот во првобитната негова форма, така што ќе го врати истото учење за кое не подучуваше честниот пратеник Мухамед. Првата работа е дека тој не донесе ништо ново. Со тоа мислеше: јас не носам ништо ново. Неговата мисија едноставно беше да го оживее исламот со вистинската порака за него. Тој понуди јасна представа за исламската мудрост и филозофија, моралот и духовност, како наложува самиот чесен Куран и пракса на честниот пратеник, и истиот ислам кој учи на толеранција и разбирање меѓу следбениците на различните религии. Тој формираше братство не преку крвопролевање и насилство, туку преку вистинска вера и потполна преданост на Божјата волја. Understanding among followers of various faiths. He would form brotherhood, not through bloodshed and coercion, but through devout faith and absolute submission to the will of God. Ахмадија заедницата тврди дека е таа која го следи вистинското учење за исламот. Се разбира и сите останати заедници го тврдат тоа. И секоја заедница во исламот ќе рече: ние сме вистинските муслимани. Доста интересно е да се знае дека на честниот пратеник му беше поставено важно прашање. Ако е предскажано дека евреите и христијаните ќе бидат поделени, дали и муслиманите ќе се поделат? When he made the prophecy that Jewish people, the Тој Christian одговори people, they дека were divided. муслиманите ќе се поделат во 73 заедници и 72 од нив ќе бидат погрешни, а само една ќе биде на вистинскиот пат. И спомна дека таа една заедница ќе ги одведе луѓето во рајот. Сите тие ќе одат во пеколот, освен една заедница. The one on the right path would be the people going to paradise. كلهم في النار إلا واحدة. Еден од асхабите му го постави ова прашање: Аллахов пратениче, како да ја препознаеме таа заедница помеѓу твоите следбеници која ќе влезе во рајот? Ако сакате да дознаете кои се членови на таа заедница и кои се тие луѓе, тогаш ќе ви дадам еден завет, а тоа е дека тие ќе го следат мојот пат и моите асхаби. Тоа значи дека тие ќе ги прават сите добри работи кои јас ги правев и кои ги правеа моите следбеници. The members of that organized community. And who are those people? Then I tell you one criterion, and that is that they would be following my path and the path of my followers. Ситуацијата, обкружувањето и состојбата во која ме гледате мене и моите следбеници денеска, тие ќе бидат во иста состојба, во исто обкружување и ќе се соочат со истите ситуации. Сега се присетуваме на тоа со какви ситуации морал да се соочи Мухамед. На придружниците на честниот пратеник не им било дозволено да ги изговорат зборовите: нема Господ освен Аллах и Мухамед е неговиот пратеник. Ова е првиот столб на исламот, така што овие луѓе беа прогонувани поради тоа, мачени заради тоа, и цела историја ни покажува на каков начин се постапувало спрема нив. На муслиманите не им беше дозволено да тврдат дека се муслимани, нарекувани се со други имиња, како Саби, оној кој ја напушта верата на прародителите. Не им било дозволено своите џамии да ги нарекуваат џамии. Не им било дозволено да го учат езан. Нивните куќи биле палени и точно во исти, сосем слични околности и ситуации со кои денес е соочена Ахмадија, муслиманската заедница во светот. На Ахмади муслиманите не им било забрането да се нарекуваат муслимани. Ако еден Ахмади тврди дека е муслиман, тогаш го праќале во затвор. Не им е дозволено своите места кои ги обожуваат да ги нарекуваат џамии. И ако тоа го направат, тогаш биле казнувани. Не им е дозволено да ги изговараат молитвите. И на Ахмади муслиманите не им е дозволено да кажат Аселаму алекум.
Нивните куки се запалуваат. Нивните бизнеси се уништуваат. They are not allowed to name their worshipping place to a mosque. If anybody does that, then he is punished. They are not allowed to say kalima, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. And Ahmadi are not allowed to say Assalamu alaikum. Начинот на кој Мухамед и неговите придружници биле прогонувани, истата историја се повторува. Толку слично, што еден од водечките политичари во Пакистан, во државниот суд, во една прилика рече: сега ние, на Ахмадија заедницата, и го правиме истото, што неверниците му го правеа на Мухамед и неговите следбеници. Така што тие сами ја изрекоа вистината, а таа вистина излезе на виделина. The truth. The cat is out of the bag, as they say. Сите 72 заедници едногласно одлучија дека Ахмади заедницата не се муслимани. Хазрети Мухамед рече дека сите 72 заедници ќе бидат на една страна, а само една ќе биде на другата страна. И таа една ќе биде онаа која ќе влезе во рајот. Will be paradise bound. Растот и непрекинатоста на Ахмади муслиманската заедница е благословена преку оживување на институциите на халифатот во исламот. Халифата е духовниот водач, духовен водач на светски раширената заедница и секоја негова наредба е следена од страна на неговите следбеници. Од тука, Ахмади муслиманите, од сите сфери на животот, остануваат единствени под водство на еден лидер.